Ќе ја послушали власта опозицијата, председателските и парламентарните избори да се одржат истовремено. ВМРО ДПМН од самиот старт бара да се заштедат милионски суми од државната каса и да се избегне заканата од уставна криза. По пресметките се чини власта почна да размислува во тој правец, иако дел од парламентарното мнозинство се уште инсистира на одвоени изборни процеси. Шефот на државата Стево Пендаровски верува дека политичките размислувања ќе се приближат, а и уверува дека наскоро ќе падне договор за датумот на изборите. Проценката дали е за некој од партиите добро или лошо, заедно или одвоено, треба да направат политичките партии, особено парламентарните партии. Оно што јас го слушам и го знам, мислам дека пополека ставовите на власта и на опозицијата се приближуваат и веројатно наредниве денови ќе имаме и званична објава дека е постигнат договор за одржување на парламентарните и на претседателските избори во ист временски период. Според ВМРО ДПМН во моментов нема никакво приближување на ставовите. Аргументи чекаме да слушниме подобри аргументи од другата страна. Во моментов не сме ги слушнале, така што се надевам дека ќе можеме за брзо време да информираме јавноста во однос на датум за избори во кој што заеднички би се одржал вториот круг на претседателски избори со парламентарните избори. Па имајќи предвид дека се работи за информација која што доаѓа од човек кој што нема никаков кредибилитет за споделување на вакви информации, ја го нарекувам алапача, нема прв пат да го кажам тоа денес, се работи за човек кој што обожува да озборува наоколу без да има кредибилни сознанија, така што штом Пендаровски кажал дека следна недела ќе излеземе со датум, значи сигурно нема да излеземе следна недела со датум, затоа што досега ништо од тоа што го кажа не го погоди. Дуи останува на ставот дека за нив не е важно дали ќе бидат споени или одвоени изборите. Во Мала Речица во моментов се фокусирани на изборот на тоа кој ќе ја води владата во предизборието. Во Дуи полека се расчистува дебатата околу тоа кој ќе биде нашиот предложен кандидат. Нема се уште одлука, повеќе разговори, анализи, меѓутоа треба да се состанат партиските тела за да формално предложиме кандидати. Нема да коментирам. Досега, освен македонскиот опозицијски блок, барања за истовремено да се одржат претседателските и парламентарните избори има и од албанскиот блок Европски сојуз за промени на Касами, Гаши и Меджити. Од следната недела се очекува во собранието да се расправа и за измените на изборниот законник.